Палчо ме натера да напишам. Обвинетиот Владко Кешишев предизвика нов шок на судењето за убиството на малата Вања и пензионерот Джежовски. Тој тврди дека писмото со кое на минатото рочиште го амнестираше Лупчо Палевски од убиствата, всушност биле зборови на Палчо, кој тоа го натерал да го напише со негов ракопис. Ливчето му го дал додека биле во полициско комбе, кога ги пренесувале заедно до судот. Го препишал и потпишал од страв. Еден од обвинетите што беше таму со мене ми даде ливче, требаше да напишам со мој ракопис и да го дадам на вас, и јас го направив тоа од страв. Пред транспортот во судот Палчо ми даде ливче, бидејќи бевме сами назад, на 2 пати не пренесуваа заедно. На прашањето судијата Ивица Стефановски од кого се плаши, Кешишев рече општо поради страв го сторил тоа. Судот побара на сите наредни рочишта обвинетите да се носат со посебни комбиња, а не заедно. Тоа го сака и адвокатот на Кешишев, кој бара и обвинителството да реагира за овој скандалозен случај. Транспортот од сега па натаму да се одвива со 4 комбиња и секој да се транспортира одделно, токму поради вакви лијанија, да нема едни со други. И дополнително сметам дека дадената ваква изјава поднесена од обвинетиот е предметин можеби на обвинителство. Треба и си да ги испитаат ваквите постапки и сомнежи, па натаму нека постапуваат како мислат. Директорот на затворот Чутка вели дека нема шанси да имало предавање на писмото за време на транспортот на обвинетите до судот. Пред да излезат, да се носат на суд, истите се претресуваат и се ставаат во комбе. Сега судот бара да ги спроведувате сите четворица во посебни комбиња, дали тоа ќе биде возможно за следните рочишта? По налог на судот, по налог и барање на судот, ние ќе го правиме сето тоа. Без разлика што напишал Кешишев, писмото немало да влијае на целата судска постапка, тврде обвинителите пред рочиштето, бидејќи имале обезбедено доволно докази за двојното убиство. Изјавата на обвинетиот Кешишев во оваа фаза на постапката нема доказна вредност, од причина што, согласно одредбите на Законот за кривична постапка, и тој и сите други обвинети на крајот од судската постапка ќе имаат право да дадат своја одбрана, во смисла свој исказ, своја изјава, која што пак ќе биде подложена на прашање од двете страни, мислам на обвинителството и на одбраната, и во која што би требало да се разјаснат сите околности. Пред судот сведочеа двајца полицајци од интервент, на кои заедно со колегите од Велес го спровеле Велибор Манев до локацијата каде бил закопан Панче Жежовски, без да каже ништо на автопатот Скопје Велес и назад, дал насоки точно каде е закопан пензионерот. Велибор Манев беше во возилото со мене. Тој не водеше по земјен пат до местото кое беше покриено со гранки. Се движевме 5 минути пеш по земјениот пат, имаше едно дрво и Велибор покажа тука е местото. Тој пат мислам дека беше непрооден за возило, зашто имаше кал и многу дупки. Вработен во Сейф Сити сведочеше дека на камера од Чаир виделе кој управува со возилото од партијата десна, Реното Кангу, а кој седи до него. Како што опиша сведокот, возачот бил со брадичка и седа коса, посочувајќи дека личал на Палевски, а со возачот носел джемпер. Не можам да одговорам кога точно ги поврзавме двете возила. Тоа го знаат колегите од крвни деликти. Добивме дојава дека Реното Кангу проаѓа на некои камери каде што е запален Цитроенот. По пребарување на Бутелска кај општина Бутел, тука го најдовме. Има 4 камери, го лоциравме. На следното рочиште закажано за 16 декември треба да се појават уште двајца сведоци покрај Гоце Трајковски, пријателот на Александар Ѓорчевски. На 20 декември ќе се изведуваат материјални докази.